Обвинителството отвори предистражна постапка против кумановскиот началник под сомнение дека сторил кривични дела со сторничко здружување и злоупотреба на службената положба. Полицијата вчера од неговиот дом одзела повеќе документи во писмена и електронска форма. Началникот на кумановската полиција е осомничен за злосторничко здружување и за злоупотреба на службената должност. Полицијата вчера изврши претрес во неговиот дом, а биле одземени повеќе документи во писмена и во електронска форма. Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција попладнево соопшти дека во рамките на предистражната постапка синоќа бил извршен претрес во домот на началникот на СВР Куманово под сомнение дека сторил кривични дела, злосторничко здружување и злоупотреба на службената положба. Цел на претресот беше пронаоѓање траги на кривично дело или предмети важни за кривичната постапка и нивно одземање. Одземени се предмети што содржат податоци во писмена форма и предмети што содржат податоци во електронска форма во врска со кривични дела, злосторничко здружување од член 394 и злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 од Кривичниот законник, како и други кривични дела за кои се гони по службена должност, соопшти обвинителството. Во врска со информациите објавени во некои медиуми дека началникот требало да биде приведен, од обвинителството велат дека имало судска наредба само за претрес, а не и за апсење на началникот на кумановската полиција. Вчера околу 21 часот, додека полицијата вршеше претрес во домот на началникот, пред неговата куќа се собраа група граѓани кои го блокираа излезот на полицајците барајќи објаснување што бараат во домот на началникот. Целата мешаница и тензична атмосфера помина без инциденти. По кратко време началникот излезе од куќата и се обрати на насобраните, велејќи дека ова е политичка местенка против него. Тој беше назначен за началник со одлука на техничкиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски.